Да велам уште еднаш добар ден од ова студиото за Аргумент Плюс, како што и најави во централниот дневник, безбедносен град или Safe City ќе биде денешната тема. Миле Стојменов, мој гостин денеска во Аргумент Плюс, ви благодарам што ја прифативте мојата покана. Благодарам и на вас за поканата и за за довербата која покажате спрема нас. Се надевам дека со темата ќе допреме до гледачите. Не случајно ве одбравме вас за соговорник, кога ве прашав како да ве потпишам, која ви е професијата, која ви е звањето. Јас знам сообраќајен вештак, вие сте и бевте и 15 години професор, безбедњак во однос на сообраќајот, поедно експерт за она што ќе зборуваме или човек што може да ги каже и добрите, па и недостаточните во целиот систем. Како вие гледате на овој старт на безбедносен град? Пред се сакам да го поздравам целиот проект за Safe City, од причини што не постои некој кој е во областа што не би дал поддршка на таков проект. И мислам дека е многу добар почеток за чекор понапред во делот на намалување на сообраќајните незгоди. Кога ги имате податоците, кога со години го работите ова што го работите, каде доминираат сообраќајните прекршоци? На автопатиштата, на регионалните, во градските средини, каде треба да се направи поголема контрола? Сега, дали сообраќајните прекршоци или сообраќајните незгоди, малку е тоа деликатно. Иначе, гледано од аспект на сообраќајните незгоди, најмногу ни доминираат во населените места. Но, сообраќајките во населени места најчесто поминуваат со малку полесни повреди во однос на сообраќајните незгоди на регионалните патишта. Дека не се вози брзо. Да, не се вози брзо, најчесто се со помали материјални штети. За жал имаме примероци со жртви, но тие се мал број во населени места. Кај автопатите веќе е сосема поразлично, таму безбедноста е многу поголема, многу мал број на сообраќајни незгоди, но кога ги имаме тие се со многу тешки последици, бидејќи таму брзината е многу поголема. Скопје, Тетово и Куманово. Каде според вас треба следно да се воведат камерите? Следно во сите градови. Да нема парцијално? Да нема парцијално, сметам дека во сите градови и сметам дека треба многу поголема доработка на самиот систем. Бидејќи самите фиксни камери, според мене и според стручната јавност, нема да ги намалат бројот на сообраќајни незгоди со смртни последици. Да, ќе ги намалат бројот на сообраќајни незгоди, но целта која ни е за намалување на жртвите, мислам дека нема да дојде до израз. Бидејќи самите возачи веќе ги знаат кои се точките, на нив се успорува движењето, после тоа продолжува. Се оди по старо. Да, се оди по старо. Сметам дека, колку што сум информиран, се спремат и возилата кои ќе бидат со мерачи на брзина, со контрола, и тоа мислам дека ќе дојде до поголем ефект. Што сакам да ве прашам следно. Во однос на ограничувањето, сметате дека е доволно? Или толеранцијата на движење? Со толеранцијата се согласувам дека е сега со корекцијата е баш коректна спрема возачите, но сметам сега со воведувањето на Safe City-то дојдоа до израз некои неквалитетни сообраќајни решенија. Јас сметам дека, не само што сметам, току самите тоа ќе покаже дека треба многу големи промени во сообраќајните решенија со цел забрзување на протокот на возила. Во кој дел? Во делот на ограничување на брзината. Еве, сметам дека на главните булевари брзината треба да биде малку поголема во однос на сега пропишаната 50 км/ч, од причини што скоро на сите булевари ни имаме зелени бранови? Или? Зелените бранови се друга тема, ќе отворим малку покасно. Секаде самите пешачки премини или се денивелирани, тоа значи со надвозници, подвозници, или се со семафори. Добро. Затоа и булеварите кога се проектираат со ширини од 3,25 до 3,50, каде овозможува поголема брзина. И булевари, тоест магистрални во населени места, според правилникот, негде ограничувањето на брзината од 6 до 80 км/ч. Исто така законот за безбедност ни дозволува ограничување во населено место до 70 км/ч. Сега, ако ние имаме улици каде што пешаците во посебни зони решени зелено, црвено,
се разграничени од конфликтот со возилата. Сметам дека малку треба да се даде приоритет на забрзувањето на сообраќајот, со донесување на нови сообраќајни решенија. Но само на узле каде тоа се исполнува. Бидејќи на улица, некоја мала тесна улица каде што е 50 и на булеварот да биде ограничението 50 е малку. Мислите дека треба повеќе Мислам дека треба за толеранцијата од 56, ако е 50 ограничување, сметам промена. Јас сосема доволно бидејќи имаше неколку сообраќајни незгоди со смртни последици, последното со велосипедистот пред владата, Да. човекот е удрен со 51, 52 Да, возели. брзина над 40 веќе се смртоносни, најчесто А што би се случило во зависност колку ако носа на заштитна партизанска одбрана може да и се така. вози 70? Да, ама на партизански се вози, нас пешаците не се разграничени во однос на возилата. Имаме семафор, имаме надвозници, имаме подвозници и на тој начин нема да дојде до директен конфликт, доколку некој не го почитува црвениот сигнал. Сега, во новите измени за одземање на возилото, Да, тоа е поминувањето на ригорозно и- црвен сигнал е една од мерките која се надеваме дека повеќе нема да се практикува преминувањето на црвениот сигнал. Имаме сообраќајна култура за ваков систем, Па, јас каде што би можело да се дозволи 70 на булевар. во повеќе дебати не се согласувам со делот за сообраќајна култура. Бидејќи сообраќајната култура е нешто што се стекнува со време, пред се, и е нешто што ни е наметнато. Зашто ќе земе еден повеќе пати го Сосема различно возиме во странство, да се Тоа разбереме, сакам да така? го кажам, дали ние за 24 сати ја добиваме сообраќајната култура кога од Македонија ќе одеме во некој од западните земји кај што функционира системот, или обратно, или луѓето што живеат во западните земји за 24 сати кога ќе дојдат во Македонија ја губат сообраќајната култура. Да. Знаат дека тука може се. Сега. Еве типичен До пример. 1 февруари можеше се. Значи, сега веќе не. сега типичен пример ни е Safe City. Значи сега може да ги почнуваме, бидејќи Да. знаеме Секој дека сме во сообраќај, дека никој не брза. дека ние Така? сега си го темпираме ние сами Е, така. времето. Ќе се излезат 10 минути Да, порано. пола сат, 10 минути ќе се. Дури сега тоа е добра мерка, ќе почне да размислува на алтернативни превози, што е едно од подобрите решенија. Што ги немаме, да бидеме реални. Да бидеме реални, не, но делумни ги имаме. Велосипед, да. меѓутоа јавен превоз и такси. Се надевам дека сега тоа ќе ги натери луѓето, тоест во раководните функции, да размислуваат на следните чекори за подобрување. Значи, пак ќе се навртам, Safe City-то е еден многу добар чекор за решавање на сообраќајниот хаос. Не само преку казаните одредби, туку ќе почне да се менуваат и самите сообраќајни решенија кои сега гледаме дека во голем дел не биле добри. Вие сте со години на македонските патишта, кога не е убава ситуацијата, кога ќе се случи сообраќајна незгода или сообраќајен прекршок е причината. Од која природа се најчесто сообраќајките? Алкохолизирани, дрога, не знам, невнимание, Најчесто- старосна граница. Или се Се вкупно, се микс од се. Најчесто сообраќајните незгоди со потешки последици настануваат како непочитување на брзината, која е директно врзана со присуството на алкохол или, за жал, се почесто на наркотични средства во крвта после самата анализа. Сето тоа ги стимулира возачите да возат со поголема Побрзо. брзина и да не размислуваат на последиците. дрогата не ги успива. Па, не знам. Не знам чисто како експерт ве прашувам. Значи, дрогата ги, секоја таква субстанција ги намалува нашите психофизички реакции. Ние вештините, забавува. Ако просечен трезен човек, негде просечна реакција во населено место, бидејќи има разлика во населено и надвор населено, во населено чекуваме секој пат опасност, е 0,8-0,9 секунди. Кај пијан возач може да дојде до 2 секунди. Со 100 км/сат за Нема една да биде свесен дека удрил. за 100 км со 100 км/час доколку се движи возил за една секунда поминува 27,7 метри. Значи разликата во соперниот пат кај трезане пијат возачи 30 метри најмалку. Што е сосема огромно растојание за да се избегне една сообраќајна незгода или да се преземе било какво пако дејствие. Исто така и старосната граница влие. Според најмногу истражување, најмногу учесници во сообраќајна незгода се учесници до 25 години и над 65 години.
каде што веќе Или се почетници, или се почетници со или без се размислување на повозрастни. последиците, Так. или се повозрастни веќе со забавени психофизичка моторика, намалено време на реакција, отсутност и така натаму. првите денови, кога беше пробата, имавме околу 100.000 прекршоци, кога почна да функционира 5.000. Тоа е енормно зголем енормно. намалување на Така. прекршоците. Тоа е за поздравување. Те е така. Кои се вашите очекувања за една година, колку би се намалиле прекршоците, а со тоа и смртните случаи? Прекршоците во многу ќе се намалат во најскоро време, бидејќи сите ќе пазиме, посебно сега со и новиот закон кој дела влегува веќе во кривична постапка, тој ќе ги намали уште повеќе, сите ќе возиме подефанзивно, но моите очекувања, и не само моите, туку и истражувањата во соседните земји покажуваат дека 15 до 20% ги намалуваат сообраќајните незгоди, но не ги намалуваат сообраќајните незгоди со смртни последици, за жал. Тие ќе си останат? Тие ќе си останат. Самото Safe City или тој пристап, не, но со воведување на нови мерки, новите возила кои ќе бидат во сообраќај. Се надевам дека во блиска иднина ќе се пуштат во употреба и мобилни камери кои што секојдневно ќе ги менат локацијата, тогаш веќе мислам дека Автомобили со камера кои што ќе автомобили следи. и само подвижни уреди. Имаме таков пример во Бугарија. Го вадат полициското возило, го става уредот и уредот одредено време си снима прекршоци, после го променува на друга локација. Ние да не ги знаеме каде се тие точки. Во секој момент да очекуваме Да, дека веќе сите имаат апликација симнато сите ја имаме, знаеме и веќе ги знаеме. Ние се пазиме од одредени точки, но кога ќе не знаеме каде се, тогаш ќе дојде до подобрување тоест до помалку сообраќајни незгоди со смртни Колку ќе последици. биде тешко да се докаже дека возачот е во право? Доколку навистина е во право? Од кој аспект? Еве, од аспект имаме гужва на сообраќајница, влегува возачот, врти лево, му е зелено, гужвата го фаќа и он е на сред раскрсница, а веќе е црвено. Како да докаже дека тој поминал на зелено? Значи, голем дел од крстосите во Скопје го имаат, сигурно го имате приметено, со црвено и штрафирана хоризонтална сигнализација и пред тоа имах вертикална сигнализација, вика не ја блокирај крстосницата. Тоа ни укажува, ние да сме на зелен сигнал, доколку е блокирана крстосницата, ние не смееме да навлеземе ако е зелен сигнал. А ако нема такво известување? Ако нема такво известување, тогаш, колку што сум запознаен, самите камери прават мерење. Еве, например, според закон за безбедност, доколку возилото се движи со таква брзина, да не може навремено да го сопре возилото, со што ќе предонесе опасност за возилото, може да помине жолто. Тоа, самата камера го детектира и тоа не го става во прекршок. Сега, па ќе речем, точно има многу реакции по медиумите дека луѓе кои навлегуваат ги се казнени. Тоа пак ќе се навратам назад, треба корекција на сообраќајните решенија. Тоа ќе ги натера сега локалните власти сите крстосници да ги обележат со таква сигнализација. Сигнализации проблемот е На социјалните мрежи видов, не го згам здраво за готово, дека возачка од Скопје достигнала порака дека возела 94, а вели јас не возев повеќе од 45, бидејќи сите си го почитуваа законот. Како ќе може тоа да се докаже во центар на Скопје да возите 95, а пред вас да имате колона кои што возат со 48? Како тоа ќе се докаже? По технички аспект не може, бидејќи немаме никакви траги да може да утврдиме брзина. Само единствено преку со 300 евра казна, со можеби и казна за тоа е многу повеќе од тоа што е дозволено, може да има и забрана за возење. И забрана во некои случаи може да дојде до одземање на самото возило за безобзирно пробување. Да, од 3 до година. До 6. Да. 3 до 12. Тоа не може да го докаже. Тоа не може да го докаже. Јас и не верувам во системот на камерата да направи таков пропуст. Мислите дека е доволно оваа казнена политика или треба да биде поригорозна? Во однос на казните? Во однос на казните мислам дека и преголема. И преголема? И преголема. За нашиот стандард или за нашето однесување? И за нашиот стандард, за нашето однесување
знаевме доскоро дека стварно Да. Пошто нели народната вели македончето само да го казнуваш, само да го кажеш. Да, не, да. Значи ние ако сакаме да постигнеме ефект во безбедноста, не е само казаната политика. Ние имаме многу други пропусти. Ние прво немаме сообраќајно образование. Ние ги пуштаме децата од најмала возраст како учести во сообраќајот, кои истите не се доцирани. Со 2000 кубика кола. Не само тоа, како пешаци, учести во сообраќајот не се само возилот. Имаме пешаци. Најголем дел од сообраќајните незгоди кои настануваат со пешаци се поради вина на пешаците. Пешакот имав еден период на поразителна информација. Тоа се учи дома, тоа не се учива и Па тоа се учи во школото. Па добро, да, но Во школа треба еве ќе ја земам за пример Словенија. Во прво оделение имат предмет сообраќај и велосипедизам. Што доволно ги учи децата. Ние, децата над 10 години веќе самостојно може да учествуваат во сообраќај, без никаква претходна подготовка за познавање на основните правила и прописи во сообраќај. Сметам дека за подобрување треба многу повеќе едукативно, што и во европските земји целта за подобрување на безбедноста е баш во едукацијата. Ќе дадете, рековме, очекувате дека ќе има ефект, меѓутоа што ќе биде во помалите места, каде што нема да има можност многу да се местат камери, каде што ќе немаме инфраструктура за местење на вакво нешто. Пак ќе кажам, сметам дека фиксните Safe City нема да дадат преголем ефект. Ќе дадат можда не одделот на безбедност, одделот на расветлување на криминал, имаме многу пати сообраќајни незгоди со напуштање на лице место, тоа ќе го одобрат. Но со подвижните возила и со мобилните камери, тогаш мислам дека ќе се многу на повисоко ниво ќе се дигне страхот од казнување, со тоа ќе се намали и движењето со големи брзини и на тој начин ќе се подобри безбедноста во сообраќајот. Во делот од државите имаше вакви проекти, меѓутоа се откажа поради некакви причини. Очекувате вие да биде долготраен овој проект? Па овој проект треба да биде почеток сега и да се надградува. Ако застанаме само на камерите од Safe City, тогаш за мене тоа е само алатка за казана политика. Ако стварно е целта да доведеме до подобрување на безбедноста, тогаш треба да преземаме низа чекори. Од подобрување на инфраструктурата, од едукативни емисии, воведување на едукативни програми во самото образование, како што прават многу земји, да, и на тој начин они го намалуваат бројот на сообраќајни. Во Европа бројот на сообраќајни незгоди е намален и поради новите софистицирани технологии веќе во возилата. Возилата со автоматско сопирање, возилата со препознавање на пешаци, сето склоп на сите тие околности, технологијата напред и ги намалува бројот. Иначе, за разлика ние од земјите околу нас, сме земја со, може да кажеме, најмалку број на загинати лица по глава на жител. Иако, еве, од 2013 година мислам дека е во Бугарија, а 2016 или 2019 во Србија, и двете имат многу повеќе број на жртви иако го имаат система. Иако го имаат система. Правиме по просек на милион жители. Значи, во Србија имаме 74 на годишно ниво, во Бугарија 75, а кај нас е 62. Ама тие се 3 пати поголеми држави од нас. Правиме на милион жители. Аха, на милион жители, тоа е веќе друго. Значи на милион жители правиме на Сакам да кажам, веќе почнавме, месец дена не е на сила, веќе почнавме да бараме дупки да го изигруваме законот. Се вози по кеот на Варна, се вози по споредни патчиња, се вози по локални патишта, само да се избегнат камерите. Ке може ли сегде да биде мониторирано ово? Па со делот што рекови самиот, со мобилните вози, со повеќе контрола. Кеот ќе предизвика нови сообраќајни решенија, дали физички ќе се забрана влезот на возила. Значи, сега гледаме со самиот Safe City, добро, колку пропусти имаме, што ги користат луѓето и треба да пристапаме спрема решавање на тие пропусти. Што друго треба според вас да се воведе освен возилата и камерите? Дали повеќе мобилна полиција да има низ градот? Значи, кои се најавени возилата за мобилна полиција со мерење на возилата во движење, мислам дека драстично ќе скокне, мислам ќе се намали бројот на сообраќајни незгоди. Исто така апелирам да се повеќе едукација. Ние имаме многу проблем од сите други учести во сообраќајот, освен
возачите на моторни возила. Тука имаме запрежни возила кои се неосветлени. Најчесто по руралните места може толку не е препознатливо во Скопје, но имаме многу сообраќајни незгоди со неосветлени мобилни машини. Непрописно движење на велосипедисти, непрописно движење на луѓе надвор од населено место по регионални магистрали, посебно во услови на дождови вечерно време. Значи ни фали едукацијата. Една поразнителна информација ми беше на мене како професор во трета година, четврта предмет безбедност. Децата кои се учесници на 17 години и учат сообраќајно стручно образование, 90% не се запознаени со како да се движат како пешаци. Не навлегуваме во како возач или како други. На која страна и каде? На која страна, каде да го преминат, доколку нема пешачки, дека коловозот е наменета поврзана за возила, треба прво да ги пропуштиме возилата. Кога ќе стапнеме на пешачки, пак сме должни да погледнеме лево десно, да обрнеме внимание на брзината. Со тоа ќе га избегнеме. Да, ќе биде возилото виновно, не е спорно, но Меѓутоа човечкиот живот не може да се врати. така, ние самите може да си го спасиме со внимателност. Се почесто на социјалните мрежи има видеа како тротинети, електрични тротинети возат по коловозните ленти. Треба ли да се стави некаков ред со овој тип на возила? Колку е тоа опасно? Тротинетите, Па и велосипедите не се на велосипедска патека, се на коловозните ленти. тротинетите од пред 2-3 години влегува исто така во законот. Мене како вклучен во таа проблематика, дел од законот мислам дека не е добар. Затоа што тротинетите кај што немаат велосипедска патека, да бидеме реални, многу малку имаме ние инфраструктура за велосипедска патека, треба да се движи на тротоар со брзина од 6 км/h. А тоа е многу побари. 6 км/h човек доаде. Тоа зашто би користеле тротинети. Да. Движењето на тротинетите треба да се регулира слично на велосипедистите, како велосипедистите, и голема контрола врз самите тротинети. Исто равноправно како сите други учесници во сообраќајот. Секој дневно ни се зголемува бројот на сообраќајни незгоди со тротинети. Од причини што возачот на возилото не може да го перцепира тротинетот дали е пешак или е на тротинет, бидејќи најчесто ние го гледаме горниот дел од телото, посебно ако ни се уклучи од некој тротоар или позади некој возило, и доаѓа во ситуација да возачот нема време Да изреагира? да е помалку времето таа психотехничка потребна секунда за презема действие на сопирање. Самиот тротинет го носи во ситуација возачот да не може да избегне сообраќајната незгода. Многу корисни информации кажате, многу предлози. Тука ќе ви се заблагодарам за разговорот, па ќе видиме како ќе се одвива овој систем. Ете, можете да испратите една порака до учесниците во сообраќајот само за крај, бидејќи сте експерт и познавач на состојбите. Благодарам многу на поканата, се надевам дека дел од информациите кои пренесов ќе бидат искористени позитивно. До учесниците во сообраќајот сакам да им порачам да внимават на својата безбедност, од причина секој ако внимаваме за нашите действија, ќе избегнеме поголеми проблеми со незгодите. Јас ви благодарам што уште еднаш бевте мој гостин денеска, па Ви благодарам. со возење со памет во глава, што се вели. Ви благодарам. Почитувани, се надам дека и денеска ја задржав вашето внимание, останете со програмата на Телевизија 24, од мене пријатно.